Хеј, хеј, хеј. Хеј, хеј, хеј. Како сте, другарчина, дали сте добри? Денеска разговараме за една поопуштена тема, тоест разговараме за тоа дали TikTok може да го замени на YouTube, да го победи на YouTube, да го пребие на YouTube, да го истори одмавање на YouTube и слично. Пред да ви го дам одговоров, ќе ви ја, да тие што не знаете, ќе ви ја раскажам што е работава со TikTok. TikTok е една кинеска социјална мрежа, девелопирана не пред многу, туку пред брзо, пред некои 1-2 години, станува многу популарна, бидејќи во Кина, нели знаеме сите дека нема Instagram, нема Facebook, и истата е најпопуларна, тоест најмногу ја користат лица од 8, значи пазете, од 8 до некој 13-14 годишна возраст. Сега се враќаме малце на прашањево, или да го одговорам после. Ај после ќе одговорам. Ако помините некои 10 минути на таа мрежа, а и секој што поминал над 10-20 минути на таа мрежа, сваќа дека Artificial Intelligence во истата апликација е многу посовршен, за разлика од Instagram, за разлика од YouTube, и ти дава тебе буквално тоа што сакаш да го гледаш. Те мерит, те вагат колку време врвиш на еден пост од било каков вид и ти дават тебе следниот пост ти го дават веќе филтриран низ тие некои artificial intelligence што за нас се тотално необјасливи работи и ти го дават контентот што ти го сакаш. Значи, само тоа е доволно популацијата на таа возраст да се задржи долго време на таа апликација. Дополнително на TikTok немаат паметни работи, немаат работи за кои што можеш ти да научиш нешто, туку серотонинчето, допаминчето, окситосинот во твојава глас се пушта директно, значи одма, уклучи на апликацијава, гледаш нешто интересно, некои двајца си прават цигли, нешто, интересно ти си стееш лајкче, сигурно вижака денот, скролаш, се стокви си легвиш. И тоа е тоа. Можеш да станеш многу позависен за разлика од YouTube или од Instagram или од било кое слична мрежа, заради тоа што како што напоменав, Artificial Intelligence во истата е далеку посовршен од другите платформи. Ако помениш 10 минути на таа апликација, сваќаш дека уствари сите работи што ги креираат таму контент креаторите пак се канализираат и стигнуваат до секс како број 1, значи секс број 1. Број 2 музика од денешнава ера, значи оваа модернава музика сегашна. Број 3 пари. Зашто на TikTok ти не сакаш да ја гледаш кривава, грдава слика на светот, туку сакаш да гледаш само тоа што твоево око му е убаво да го гледа. Разбирате? И затоа таа апликација е моментално број 1 трендинг на светов. Сега ќе ви одговорам, ова беше една мала увертира во тоа што е таа апликација, што значи и за кого е наменета. Сега ќе ви одговорам прашање одма на наслов на ова видео. Одговорот е не. Заради тоа што на YouTube, од друга страна, ако сакаш да научиш за било која апликација, има тутори, за било која работа во светот, значи побаре ламинат као семестид, ламинат ке наиш као семестид, побаре како треба да изгледаш, ајде за овој да шминкање да не коментирам. Све што ќе ти текне, значи дограма дома ти можеш да направиш, можеш да направиш бит, можеш да направиш слики, можеш да направиш како да направиш видео, како да направиш. И сите тие работи ја оттежваат сликава на YouTube како една голема платформа кај што не само овие што се глупират, туку луѓево што имаат нешто да кажат паметно и да те научат тебе се присутни тука. Се јас нормално некако фаворизирам YouTube. Иако што со овие нови правила сега не знам што ќе се деси. Сите што се креатори, да речеме, на такви брзи шеги, брз начин на добивање на смеењето, брз начин на добивање на тоа joy, на демек све е розево и све е убо. Сакам, се извинувам, сите креатори да се трнат на таа мрежа, да замине на TikTok и да остане на YouTube луѓево само што име нешто да кажат или што
забава ќе ви ја дајат вас преку 10 минутно видео, на крајов од видеово, зашто ти кога ќе добиеш нешто што појќе време го чекаш, автоматски појќе го цениш. Ако видиш денеска 30 видеа, кај што некоја се треси со газон, па следно некоја невозможна женска се шминка там. Не, да не коментирам, значи пак тоа не е за мене на менето, и јас ако го коментирам, тоа ќе е многу субјективно мислење. Сите тие луѓе да се трнат таму на таа мрежа би било многу добро, многу добро. И на YouTube да останат луѓето што креираат вистински контент за некоја публика која цени, си го цени првин своето време, не гледат цел ден, туку гледат само некои одредени канали и истите го ценат времето и истите сакаат да има приказка ради која ќе се тие насмеат или растажат или слично. Така. Ово лично, искрено најперсонално мислење за сите тие нови мрежи, нови лајна што ни се презентираат во нашиве животи, кои ни се многу значајни и времето ни врви за џабе, тоест гледајќи во нашите екрани, за сите, вклучувајќи го YouTube, вклучувајќи го Instagram прв, али сега можам TikTok да го ставам прв пред Instagram. Сите тие апликации нас, мене, тебе, што го гледаш ово видео, дали ме слушаш? Ти слушаш? Мене и тебе неоддалечет од вистината, неоддалечет од вистинските вредности во животот, неоддалечет од сето тоа што се викаат жив свет и гледање преку 180 view, а не view од едноцково екранче. Така да, до сите вас што сте само гледачи, а не учесници во овие друштвени мрежи, ви давам совет од се срце, од најдлабокиот од фрижидерон за длабоко, значи најдлабокото место што постои скриено во мене, да бегате од апликации кои ви ја даваат среќата на секој 15 секунди. Туду.